Меган Маркл го донесе својот препознатлив калифорнијски шик стил на неделата на модата во Париз за прв пат досега. Основачот на As Ever изненадувачки се појави на ревијата за женска облека Balenciaga за пролет-лето 2026 година на 4 октомври, облечена во драматичен, остар бел асамбл кој ги искористи некои од незините омилени стилски трикови. Маркл имаше одличен изглед од новата линија долги бели панталони со копчиња кои ги носеше преку пар соодветни широки панталони. Додавајќи драматичен шарм на изгледот, таа носеше долга наметка облечена преку рамената и зад себе. Таа го комбинираше белиот изглед со силни црни детали, носејќи правоаголна чантичка и остри подпетици со зашилена врв што дзирка под незините долги панталони. Носеше една златна огрлица и мали диамантски обетки. Што се однесува до косата, таа се одлучи за елегантна ниска пунџа и го заврши изгледот со сјајна свежа шминка. Пејачот Роби Вилијамс објави дека бил принуден да го откаже концертот во Истанбул кој требаше да се одржи во вторник на 7 октомври во интерес на јавната безбедност, објави Reuters. Познатиот британски музичар рекол дека неговиот животен сон бил да настапи во Атакој Марина, но дека одлуката за откажување на концертот ја донеле градските власти и не е во негови раце. Последното нешто што би сакал да го направам е да ја загрозам безбедноста на моите обожаватели. Нивната безбедност е мој приоритет број 1, напиша Роби на Инстаграм, каде што го следат повеќе од 3,7 милиони луѓе. Роби намерно го избра Истанбул како последна станица од неговата светска турнеја Бритпоп, која започна во мај и вклучуваше градови како Лондон, Амстердам, Берлин, Хелсинки и Атина. Сакавме да ја завршиме оваа епска турнеја пред моите турски обожаватели со оглед на тоа што моето семејство има посебна врска со оваа прекрасна земја, напиша пејачот. Никола Евтимов е роден на 6 октомври 1968 година во Скопје. Дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, графичка уметност и модно творештво и ги завршил магистерските студии на Академија Италијана во Фиренца, Италија, модата како уметност, ексцентричната машка носија во последните 3 века. По 3-годишното работно искуство како академски менаџер и професор на Академија Италијана Скопје, бил окупиран со истражувањата за својата докторска теза. Во октомври 2009 година започнал да предава на Факултетот за уметност и дизајн во Европскиот универзитет во Скопје. Тој има широк спектар на професионални интереси, мода како уметност, мода како комуникација, теорија и историја на костуми и мода, експериментални модни техники, машка облека, теорија на колекција, висока мода, фотографија и неговата работа е насочена кон истражување на половите, културните и социјалните прашања на костумите и модата. Од 1994 до 1997 година учествувал на групни изложби на графичка уметност и цртеж, македонски цртеж 96-та награда од Националната и универзитетска библиотека Скопје примена во 1997 година. Во салон 1919 во културно-информативниот центар Скопје вечерва солистички концерт ќе има пианистот Арда Мустафоглу. Како што соопшти културниот информативен центар, тој ќе настапи со концертна програма што спојува различни музички епохи. Публиката ќе има можност да слушне неколку сонати од композиторот Доменико Скарлати, како и една од најимпозантните творби на Лудвиг ван Бетовен, сонатата Апасионата, информираат од културниот информативен центар. На концертот ќе му се придружи и виолинистот Јаков Ангелов, со кого Мустафоглу ќе изведе композицијата Чакона од Томазо Витали.